Демократијата и владењето на правото се клучни за почитувањето на сите човекови права и фундаментални слободи. Токму затоа е и заложбата на Државната изборна комисија за почитување на идеалите за демократија и за политички плурализам, како и решеноста за градење демократско општество врз основа на слободни избори и владење на правото. Ова видео е наменато за обука на членовите на избирачките одбори. Внимателно следете ги инструкциите и насоките, а сите подетални информации можете да ги прочитате во прирачникот. Од голема важност е да покажете највисоко ниво на професионализам и интегритет во вашата работа за време на спроведувањето на изборите. Ова се однесува на вашите обврски пред денот на гласањето, но и на обврските и одговорностите за организирање на денот на гласањето, спроведувањето на гласањето и сумирањето на резултатите по завршеното гласање. Ден пред изборите. Состанок на избирачкиот одбор на денот пред изборите. Општинската изборна комисија го известува председателот на избирачкиот одбор за времето на примопредавање на изборниот материјал. Председателот на избирачкиот одбор ги известува својот заменик и членовите за времето на приемот на материјалот и го свикува избирачкиот одбор да се состане пред гласачкото место 1 час пред приемот на материјалите. Се препорачува избирачкиот одбор да биде во полн состав. Председателот и другите членови на избирачкиот одбор се договараат за поделба на улогите на денот на гласањето. Улогите на членовите на избирачкиот одбор се следните: лице кој ги проверува документите за лична идентификација на гласачите, лице што ракува со уредот за биометриска идентификација на гласачите, лице што ракува со изводите од избирачкиот список, лице што издава гласачки личиња и става печат, лице што е одговорно за гласачката кутија. Со уредот за биометриска идентификација на гласачи ракуваат единствено председателот на избирачкиот одбор и неговиот заменик. Во случај на неоправдано отсуство на председателот и на заменик председателот на избирачкиот одбор, со уредот ракува лице од избирачкиот одбор што ќе биде овластено од мнозинството на присутни членови или заменици членови на избирачкиот одбор од редот на администрацијата. Ваквата ситуација се забележува во дневникот за евиденција на настани. Другите членови на избирачкиот одбор во текот на денот, на секои 2 часа, се ротираат и ги менуваат останатите улоги во избирачкиот одбор. Должности на председателот на избирачкиот одбор. Пред започнување на гласањето, го пополнува делот од записниците што се пополнува пред почетокот на гласањето. Го распределува изборниот материјал на членовите на избирачкиот одбор. Го пишува бројот на избирачкото место на пликовите, на вреките и на другите материјали што ќе се употребуваат во гласачкото место на денот на изборите. Се грижи гласачкото место да биде соодветно уредено. Го активира уредот за биометриска идентификација на гласачите. УБИК. Празните гласачки кутии им ги покажува на сите присутни на гласачкото место. Доколку избирачкиот одбор претходниот ден спровел гласање на болни и немотни лица или на лица што се наоѓаат во куќен притвор, пред да ја запечати гласачката кутија, ги отвара залепените пликови со гласачки ливчиња од овие гласачи. Без да гледа за кого е гласано, ги става во гласачката кутија. Бројот на овие ливчиња ги забележува во записниците, во соодветната рубрика. Ја затвора гласачката кутија со нумерираните сигурности пластични ленти и ја поставува така што ќе можат да ја гледат сите лица што се овластени да присуствуваат на гласачкото место. Броевите на сигурносните пластични ленти ги запишува во дневникот за евиденција на настани. За време на гласањето се грижи сите активности што ќе се извршат на гласачкото место да се во согласност со процедурите содржани во прирачникот за едукација. Го забележува времето на отварање на гласачкото место во записниците, во соодветната рубрика и во дневникот за евиденција на настани. Ги пополнува записниците, ракува со уредот за биометриска идентификација на гласачите. Податоците за одзивот на гласачите ги доставува до Општинската изборна комисија. Одговорен е за одржување на редот и мирот на гласачкото место. Во случај на нивно нарушување, тој ја повикува полицијата,
го пополнува образецот во врска со потребата за повикување полиција и веднаш ја известува Општинската изборна комисија. Кога редот и мирот се повторно воспоставени, се грижи полицијата да го напушти гласачкото место. Комуницира со овластените представници, со наблюдувачите и со новинарите само за технички информации околу изборниот процес. За време на затварањето на гласачкото место, во 19:00 часот го затвара избирачкото место. Доколку има гласачи што чекаат во ред, ќе определи еден член од избирачкиот одбор што ќе застане на крајот на редот од избирачите што се затекнале пред објектот за гласање. Го печати извештајот од УБИК и податоците од извештајот од УБИК ги внесува во соодветните рубрики во записниците. Образец број 16. Ќе го затвори отворот на гласачката кутија. Ќе се увери дека по гласањето на последниот избирач на гласачкото место се присутни само лицата што се овластени за тоа. Го забележува времето на затварање на гласачкото место во записникот, во соодветната рубрика. Во дневникот за евиденција на настани, го забележува времето на затварање на гласачкото место, ги забележува имињата на присутните овластени представници и наблюдувачи. За време на пребројувањето на гласовите, се утврдува вкупниот број на избирачи што гласале преку пребројувањето на потписите и отпечатоците во избирачкиот список. Овој број се запишува и во записниците. Ги прашува овластените представници на подносителите на листи дали имаат забелешки за постапката за гласање. И доколку имаат, ги внесува забелешките во записниците, во делот за забелешки за постапката за гласање. Се грижи за почитување на пропишаната процедура за сумирање и утврдување на резултатите. Во записниците ги внесува податоците што се утврдуваат во постапката за порамнување на гласачките ливчиња. Проверува дали бројот на сигурностите пластични ленти со кои по завршувањето на гласањето се затворени гласачките кутии се совпаѓа со бројот на лентите со кои се запечатени гласачките кутии, а кои броеви веќе се запишани во дневникот. Ако броевите се совпаѓаат, тоа го забележува во дневникот. Ако тие не се совпаѓаат, тоа го внесува во записниците во делот на забелешки. Затоа ја известува Општинската изборна комисија и продолжува со постапката за пребројување на гласовите. Ги отвара гласачките кутии една по една. Со ждрепка се утврдува кој од членовите на избирачкиот одбор ќе ги вади гласачките ливчиња од кутијата, ќе ги отвара и ќе му ги дава на председателот. Председателот секое гласачко ливче им го покажува на присутните. Секое гласачко ливче го става на посебно купче за подоцна да се пребројат гласовите. Ги пребројува гласовите на секој кандидат или листа. Го пополнува дел 5 од записниците со резултатите добиени при пребројувањето. Пријам и обезбедување на изборниот материјал. Општинската изборна комисија го известува избирачкиот одбор за точното време на предавањето на материјалот. За примопредавањето на материјалот се составува записник. На примопредавањето на материјалот задолжително присуствуваат председателот и членовите на избирачкиот одбор. Веднаш по приемот членовите на избирачкиот одбор треба детално да го проверат бројот на добиените гласачки ливчиња. Постапка за пребројување на добиените избирачки ливчиња. Гласачките ливчиња ги добивате во кочан. Секој кочан и самите гласачки ливчиња имаат различна заднина, во зависност од тоа дали се за избор на градоначалник на општина, членови на Советот на општината, градоначалник на градот Скопје или за членови на Советот на градот Скопје. Секое гласачко ливче има серијски број. Серијскиот број отпечатен на делот на гласачкото ливче што останува на кочанот. Добивате два кочани со гласачки ливчиња, еден кочан за избор на градоначалник и еден кочан за избор на членови на Советот. Проверете го кочанот внимателно еден по еден. Искористете ги серијските броеви за да проверите колку гласачки ливчиња сте добиле во кочанот. Од серијскиот број наведен на кочанот на последното ливче се одзема серијскиот број наведен на кочанот на првото ливче и разликата се зголемува за +1. Бројот на гласачки ливчиња мора да се совпаѓа со бројот на избирачи запишани во изводот на избирачкиот список за соодветното гласачко место. Право да присуствуваат на примопредавањето на изборниот материјал имаат овластените представници на подносителите на листите, акредитираните наблюдувачи, новинарите. Припадниците на полицијата го обезбедуваат приемот на материјалот, гласачкото место, избирачкиот одбор и сите лица присутни на приемот на изборниот материјал. По завршувањето на приемот на материјалите, просторијата се заклучува до денот на гласањето. Уредување на гласачкото место. Отстранете ги сите пропагандни материјали.
од просторијата каде што е сместено гласачкото место, надвор во блиската околина во радиус од 100 метри на гласачкото место. На видно место залепете ги информативните материјали за да можат сите гласачи полесно да се ориентираат во просторот. Залепете го знакот со бројот на гласачкото место на влезот на просторијата каде што ќе се гласа. Истакнете ги листите на кандидати на видно место за гласачите. Истакнете го описот на избирачкото место. Упатството за гласање поставете го на место што ќе им овозможи на сите новодојдени избирачи да го забележат и да го прочитаат. Обележете ја секоја гласачка кутија со соодветното обележје. За градоначалник на општина и за совет на општина. За избирачкиот одбор во град Скопје и за градоначалник на Скопје и совет на град Скопје. Организирање на гласачкото место. Распоредете ги масите или клупите на начин што обезбедува непречено гласање. За овластените представници и наблюдувачи обезбедете позиција од која ќе имаат целосна прегледност на целокупниот процес. Поставете ги гласачките паравани за да се обезбеди тајност и никој да не може да види како избирачот го пополнува гласачкото ливче. Гласање на немокни или болни лица и на лица во куќен притвор. Општинската изборна комисија подготвува листа на немокни или болни лица и список на лица кои се во куќен притвор што ќе гласаат во своите домови. Само лицата што се наоѓаат на списоците ќе можат да гласаат еден ден пред денот на изборите. Гласањето на овие лица ќе го спроведе избирачкиот одбор, каде што лицето е запишано во изводот на избирачкиот список за соодветното избирачко место. Гласањето се спроведува на адресата што ја пријавил гласачот и може да се разликува од адресата во документот за лична идентификација. Пријавената адреса за гласање мора да биде на територијата на соодветната општина. Што треба со себе да понесе избирачкиот одбор за да го спроведе гласањето на немокните или болните лица? Извод од избирачкиот список, УВ лампа, УВ спреј, печат со број на избирачкото место, гласачки ливчиња за избор на градоначалник на општината, гласачки ливчиња за избор на членови на советот на општината, гласачки ливчиња за избор на градоначалник на Скопје, само за избирачкиот одбор од општините во град Скопје, гласачки ливчиња за избор на членови на советот на град Скопје, само за избирачкиот одбор од општините во град Скопје. Празни мали пликови, за секој откинато гласачко ливче по еден плик. Една од добиените гласачки кутии, запечатена со сигурности ленти, и перниче за отпечаток од прст во случај некој од гласачите болни и немокни да е неписмен, шаблони со брајова азбука. Пред да се откинат гласачките ливчиња, избирачкиот одбор проверува дали гласачите што се евидентирани на списокот подготвен од ОИК ги има во изводот до избирачкиот список за тоа гласачко место. Потоа избирачкиот одбор ги откинува гласачките ливчиња од кочаните. Со себе носи онолку ливчиња колку што има гласачи на списокот. Која е постапката за гласање на немокно или болно лице? За спроведување на гласањето на оваа категорија лица не се користи техничка опрема за биометриска идентификација на гласачите. Туку се користи УВ лампа и УВ спреј. Избирачкиот одбор ја запечатува гласачката кутија што ќе ја земе со себе. Броевите од сигурносните ленти со кои е запечатена кутијата ги запишува во дневникот. Избирачкиот одбор оди во домот на гласачот. Друго лице од домакинството на гласачот што не се наоѓа на списокот не може да гласа во својот дом.
Избирачкиот одбор ја следи оваа постапка за гласање. Се проверува десниот палец на гласачот со UV лампата и документот за лична идентификација на гласачот. Гласачот се потпишува во изводите на избирачкиот список. На гласачот му се даваат гласачките ливчиња. Се обележува десниот палец на гласачот со UV спреј и гласачот го остварува своето право на глас. Избирачкиот одбор мора да му обезбеди тајност на гласачот при самиот чин на гласање. По извршеното гласање, гласачот го превиткува секое гласачко ливче и пред избирачкиот одбор го става секое ливче во посебен празен плик. Гласачот го запечатува секој плик и пликовите ги спушта во гласачката кутија што избирачкиот одбор ја носи со себе. Откако ќе заврши со работа, запечатената гласачка кутија со запечатените пликови од спроведеното гласање, избирачкиот одбор ја остава на гласачкото место. Избирачкиот одбор го напушта гласачкото место. Со тоа завршува работата на избирачкиот одбор за тој ден. Истата постапка на гласање важи и за лицата што се наоѓаат на издржување на мерката куќен притвор. Што со неупотребените гласачки ливчиња? Во дневникот за евиденција на настани, избирачкиот одбор ги забележува причините поради кои гласачките ливчиња останале неупотребени. На овие гласачки ливчиња избирачкиот одбор им го откинува долниот десен агол. Овие ливчиња избирачкиот одбор ги чува во посебен плик. При сумирањето на резултатите, неупотребените ливчиња се евидентираат заедно со другите неупотребени ливчиња од гласањето на денот на изборите. Пред да заминете од гласачкото место, проверете уште еднаш дали гласачкото место е уредено на начин што ќе овозможи непречено спроведување на гласањето. Уверете се дека секој член од избирачкиот одбор ги разбира своите обврски за гласањето. На крај, пред да го напуштите гласачкото место, ставете ги доверливите материјали во големата прозирна пластична вреќа за доставување доверливи материјали. Затворете ја и ставете ја во една од гласачките кутии. Гласачката кутија запечатете ја со нумерирана сигурноста пластична лента. Внесете го бројот на нумерираната сигурноста пластична лента во дневникот. Во присуство на полицијата затворете и заклучете ги прозорците и вратата. Ден на избори. Подготовки пред почетокот на гласањето. При отварањето на гласачкото место, покрај стандардната проверка на просторијата и целокупниот доверлив и недоверлив изборен материјал, се врши и проверка на функционалноста на УБИК. Проверката на функционалноста на УБИК се врши на начин што истиот се вклучува, се најавува лицето кое управува со УБИК, се избира јазик за работа на УБИК и се печати извештај со моменталната состојба на податоците во УБИК. УБИК на екранот ги прикажува следните информации: избори, наслов и датум на изборите, моментално време, општина, број на избирачко место, вкупно регистрирани гласачи, вкупно гласачи кои гласале, потврда дека е нула како што е евидентирано во уредот, вкупно гласачи кои гласале и успешно се верификувани со отпечаток на прст, потврда дека е нула како што е евидентирано на уредот. Распределба по род на гласачите кои гласале, тоест 0 мажи и 0 жени. УБИК за информациите од став печати посебен извештај. Податоците од печатениот извештај задолжително се внесуваат во записникот, образец број 15, за утврдена состојба на просторијата за гласање, изборниот материјал и гласачките кутии од избирачкиот одбор за гласачкото место, а печатениот извештај се приложува во дневникот за евиденција на настани. УБИК дава податоци за одзивот на гласачите за време на гласањето, во временски интервал не подолг од 2 часа. Уредување на гласачкото место. Председателот на избирачкиот одбор ги покажува празните гласачки кутии и броевите на нумерираните сигурности пластични ленти. Броевите на лентите ги внесува во дневникот. Председателот на налепниците го пишува бројот на избирачкото место и ги лепи на едната страна од секоја гласачка кутија.
На секоја кутија го лепи соодветното обележје, согласно со заднината на гласачките ливчиња. Пред да се запечатат кутиите, доколку избирачкиот одбор претходниот ден спровел гласање во домовите на болни и немотни лица во куќен притвор, се отвараат запечатените пликови со гласачките ливчиња. Без да може да се види за кого е гласано, едно по едно ливчињата се спуштаат во соодветната кутија. Бројот на овие гласачки ливчиња се запишува во записникот, во соодветната рубрика. Се запечатуваат гласачките кутии. Броевите на сигурносните ленти се запишуваат во дневникот за евиденција на настани. Овластените представници на подносителите на листи на кандидати се легитимираат пред избирачкиот одбор така што ги покажуваат беџот издаден од Општинската изборна комисија и документ за лична идентификација. Овластените представници не смеат да користат извод од избирачкиот список за контрола на избирачите, да носат партиски символи на гласачкото место. Акредитираните наблюдувачи се легитимираат со беџот за наблюдувачи што го издава Државната изборна комисија, а тие се должни да го имаат на себе, и документ за лична идентификација. Домашните новинари пред избирачкиот одбор се легитимираат со акредитација издадена од нивната новинарска куќа, од Сдруженијето на новинари на Северна Македонија или од Македонската асоциација на новинари и документ за лична идентификација. Странските акредитирани новинари се легитимираат со беџ издаден од Државната изборна комисија. Гласање. Гласањето започнува во 7 часот и трае непрекинато до 19 часот. Во никој случај избирачкиот одбор не го напушта гласачкото место, ниту изборниот материјал, и не отпочнува со броење на гласовите пред 19 часот. Право на глас има секое лице кое е запишано во изводот на избирачкиот список и поседува важечки документ за лична идентификација, лична карта или патна исправа, лична карта или патна исправа чија важност истекла помеѓу 6 август и 17 октомври. За важечка патна исправа се смета и патната исправа чишто рок на важење истекол по 31 јули 2020 година. Не може да гласа лице што не се наоѓа на изводот на избирачкиот список, не поседува соодветен документ за идентификација. Доколку при проверка на личниот документ и со помош на техничката опрема се утврди дека гласачот претходно гласал, одбива да се идентификува со отпечаток од прст или одбива да се потпише на изводот од избирачкиот список, одбива да земе некој од гласачките ливчиња. За избирачи лица со попреченост, кои не можат да влезат, односно да пристапат до гласачкото место, избирачкиот одбор е должен на овие лица да им овозможи на соодветен начин да влезат, односно да пристапат до гласачкото место, за да го остварат своето право на глас. Доколку овие лица со себе не довеле лице што ќе им помогне при влезот, односно пристапот до гласачкото место, во таков случај избирачкиот одбор е должен да определи лица од редот на избирачите што во тој момент се затекнале на гласачкото место, да му помогнат на избирачот со посебни потреби да влезе, односно да пристапи до гласачкото место, за да го оствари своето право на глас. Државната изборна комисија во соработка со Сдружение на граѓани за правата на лица со посебни потреби изготвува материјали кои на лицата со попреченост им овозможуваат полесен пристап во избирачкиот процес. Користете ги посебните материјали на соодветен начин, како што ќе ви бидат демонстрирани од обучувачите од тимот за едукација на Државната изборна комисија. Постапка за гласање. Гласањето се врши лично на гласачките места, при што избирачите пристапуваат да гласаат еден по еден. За целото време додека трае гласањето, членот на избирачкиот одбор што ги проверува документите за лична идентификација на гласачите, седи, а по потреба и стои најблиску до влезот на гласачкото место. Го организира и го контролира влегувањето и движењето на гласачите на гласачкото место. Се грижи да не се создаде турканица на гласачкото место.
доколку е потребно, го организира и редот на гласачите што чекаат пред избирачкото место. Избирачите што гласале ги упатува кон излезот на гласачкото место. Процесот на гласање може да го поделиме во повеќе фази, кои се одвиваат исклучиво по следниот редослед. Проверка на документите за лична идентификација. Членот на избирачкиот одбор кој ги проверува документите за лична идентификација, го утврдува идентитетот на избирачите врз основа на нивните документи за лична идентификација. Во оваа смисла избирачите можат да го докажат својот личен идентитет само со еден од следниве два документи: важечка лична карта, важечка патна исправа, пасош, издаден од надлежен орган на Република Северна Македонија. При што за важечка патна исправа се смета и патната исправа чишто рок на важење истекол по 31 јули 2020 година. Лична карта чија важност истекла помеѓу 6 август и 17 октомври или патна исправа пасош чија важност истекла помеѓу 6 август и 17 октомври. Никакви други документи не смеат да се прифатат за утврдување на идентитетот на избирачот. Вожачка дозвола, здравствена книжка, ученичка и студентска легитимација, ученичка книжка, индекс и слично. Биометриска идентификација на гласачот. Избирачот го докажува личниот идентитет и со отпечаток од прст. Избирачот не може да гласа доколку нема важечка лична карта или важечка патна исправа, или доколку отпечатокот од прст не се совпаѓа со отпечатокот од прст во електронскиот избирачки список, иако го има во избирачкиот список. Избирачкиот одбор преку податоците од важечка лична карта или важечка патна исправа и со отчитување отпечатоци од прсти што треба да се совпаѓа со отпечатокот од прст на гласачот во електронскиот избирачки список за соодветното избирачко место, во техничката опрема го потврдува идентитетот и врши проверка дали гласачот нема претходно гласано. Потврдувањето на идентитетот и проверката дали гласачот нема претходно гласано се врши на начин што од гласачот се зема отпечаток од показалецот од десната рака. Доколку нема десен показалец, се зема отпечаток од показалецот од левата рака. Доколку му недостигаат овие два прста, се зема отпечаток од наредниот прст и тоа се евидентира во дневникот за евиденција на настани. Доколку лицето нема две раце, избирачкиот одбор ја констатира состојбата со евидентирање во дневникот за евиденција на настани. И во тој случај, чекорот за вметнување отпечаток од прст се изоставува и гласачот се внесува во техничката опрема со пребарување преку неговиот единствен матичен број. Избирачкиот одбор, доколку утврди дека гласачот го има во печатениот извод од избирачкиот список и нема претходно гласано, гласачот се внесува во убик преку отчитување на личниот документ на МРЗ скенерот или преку внесување на единствениот матичен број. Функционалностите и начинот на употреба на уредот за биометриска идентификација на гласачите детално се опишани во посебно упатство и во посебен приречник. Во случај убик да е неупотреблив и да не може да се замени, Општинската изборна комисија врз основа на потврда од техничко стручно лице, ангажирано од Државната изборна комисија, веднаш електронски поднесува писмено барање до Државната изборна комисија која одлучува дали постапката за гласање ќе продолжи согласно со членот 108 од изборниот законник, односно со примена на UV лампа и UV спреј. Доколку има поднесено приговор до Државната изборна комисија за отпечатоците во посебна графа во избирачкиот список, Државната изборна комисија задолжително врши нивна споредба со отпечатоците од прсти во електронскиот избирачки список и отпечатоците од прсти на гласачите што гласале на ниво на државата. Доколку нема приговор, споредба на отпечатоците може да побара секој член на Државната изборна комисија, а за основаноста на предлогот, комисијата одлучува со гласање. Проверка и потпишување во изводите на избирачкиот список. Членот на избирачкиот одбор кој ракува со изводот на избирачкиот список проверува дали избирачот се наоѓа во изводот на избирачкиот список. Избирачот што го нема во изводот на избирачкиот список го упатува во надлежното подрачно оделение, канцеларија на Државната изборна комисија, да ја посети интернет страницата избирачкисписок.gov.mk за да провери дали е запишан во избирачкиот список и доколку е, во кое избирачко место може да гласа. Кога ќе утврди дека избирачот го има во изводот на избирачкиот список, го заокружува редниот број пред името на избирачот во изводот од избирачкиот список. Му дава на избирачот да се потпише во списокот во графата до неговото име. Изводот од избирачкиот список содржи и фотографии од гласачите.
Личните фотографии од гласачите се во формат како на личната карта или пасошот. Во изводот на избирачкиот список ќе биде отпечатена фотографијата од оној документ што е со понов датум на издавање. Фотографијата од изводот на избирачкиот список треба да соодветствува со фотографијата на документот и физиономијата на гласачот. Членот на избирачкиот одбор кој ракува со изводот на избирачкиот список мора да внимава секој гласач да се потпише во графата за потпис кај неговото име и презиме. Го упатува избирачот кај членот што издава гласачки ливчиња. Го задржува кај себе документот за лична идентификација додека избирачот не заврши со гласање. Му го враќа на избирачот документот за лична идентификација откако ќе ги испушти гласачките ливчиња во соодветните гласачки кутии. Издавање гласачки ливчиња. Членот на избирачкиот одбор кој издава гласачки ливчиња одговорен е за кочаните со гласачки ливчиња во гласачкото место, контролира, пребројува и го информира председателот на избирачкиот одбор доколку во кочаните најде на оштетувања или на печатни грешки. Откинува од кочанот по едно ливче за еден гласач. Серискиот број останува на кочанот. Става печат со бројот на избирачкото место на предната страна на гласачкото ливче на обележаното место за печат. Му го дава гласачкото ливче на гласачот. На гласачот му ја објаснува техниката за гласање. Гласање зад гласачките паравани. Членот на избирачкиот одбор кој е одговорен за гласачките кутии се грижи зад еден гласачки параван да има само еден гласач, освен во случаите кога на гласачот му е потребна помош. Ги проверува гласачките паравани за да се осигури дека никој нема оставено пропаганден материјал или забелешки со името на некој од подносителите на листи на кандидати. Доколку има такви, нив ги отстранува. Ги проверува гласачките паравани за да се осигури дека има хемиско пенкало за гласање. Секој гласач гласа самостојно зад параванот. Ставање на секое ливче во гласачката кутија. Членот на избирачкиот одбор кој е одговорен за гласачките кутии се грижи секој гласач да пристапи кон гласачките кутии со превиткани гласачки ливчиња. Ги контролира гласачките кутии за да се осигури дека секој избирач го става соодветното гласачко ливче превиткано во соодветната кутија. Не смее да се дозволи гласачот да го напушти гласачкото место без да ги остави гласачките ливчиња во гласачките кутии. По завршеното гласање го упатува гласачот кај председателот на изборниот одбор, кој на гласачот му го враќа документот за лична идентификација. Гласање на избирачи на кои им е потребна помош. Избирачот што има физички недостаток или е неписмен и поради тоа не може да гласа на начин утврден од изборниот законник, има право со себе да повика лице што ќе му помогне при гласањето. Доколку избирачот не повикал со себе лице што ќе му помогне, избирачкиот одбор ќе определи лице од редот на присутните избирачи на гласачкото место. Ова лице во никој случај не смее да биде од редот на членовите на избирачкиот одбор, овластените представници на подносителите на листи или од наблюдувачите. Избирачот и лицето што му помага заеднички пристапуваат зад параванот за гласање. Лицето што помага ги чита сите листи. Го прашува гласачот за која листа сака да гласа и му го покажува на гласачот редниот број пред листата на кандидати за која гласачот сака да гласа. Гласачот сам го заокружува редниот број, пополнува гласачко ливче. Гласањето на овој начин избирачкиот одбор го внесува во записникот, каде што се забележува бројот на гласачи што барале помош при гласањето, и во дневникот за евиденција на настани, при што во дневникот се внесуваат податоците од личната карта на лицето што помага и на забелешката се потпишуваат сите членови на избирачкиот одбор. Затворање на гласачкото место. Гласачкото место се затвара во 19 часот. На избирачите што во 19:00 часот се затекнале во објектот во кој се гласа, избирачкиот одбор ќе им овозможи да гласаат. Во 19 часот, членот на избирачкиот одбор кој работи со UV лампата ќе застане на крај на редот на избирачите што се затекнале во објектот. При тоа тој не дозволува да гласаат други гласачи што дополнително ќе дојдат по 19 часот.
Кога и последниот избирач од редот ќе гласа, само овластените лица можат да останат на гласачкото место. Овластени лица што можат да присуствуваат на гласачкото место по неговото затварање. Членовите на избирачкиот одбор, овластените представници на подносителите на листи, акредитираните наблюдувачи, председателот, членовите и нивните заменици на општинската изборна комисија и председателот, подпредседателот и членовите на државната изборна комисија. Кога и последниот гласач ќе го напушти гласачкото место, председателот на избирачкиот одбор ќе го испечати извештајот од УБИК. Податоците од извештајот се пишуваат во записникот број 16 во соодветните рубрики. Ќе го деактивира УБИК, пошто истиот не може повторно да биде активиран. Ќе го затвори отворот на гласачките кутии. Во дневникот за евиденција на настани ќе го запише времето на завршувањето на гласањето, како и имињата на овластените лица присутни на гласачкото место. Во записниците број 16 во соодветната рубрика ќе го запише времето на завршувањето на гласањето. Во дневникот за евиденција на настани ќе ги запише броевите на сигурносните ленти со кои е запечатена гласачката кутија. Ќе ги информира овластените лица присутни на гласачкото место дека доколку го напуштат гласачкото место, откако броењето на гласовите ќе започне, нема да им биде дозволено да се вратат во гласачкото место повторно. Прекин на гласањето. Доколку гласањето е прекинато пократко од 1 час, завршува во 19 часот и не се продолжува. Доколку гласањето е прекинато повеќе од 1 час, а помалку од 3 часа, се продолжува по 19 часот за онолку колку што траел прекинот. Доколку гласањето е прекинато подолго од 3 часа, гласањето се прекинува и не продолжува тој ден. Сумирање и утврдување на резултатите од гласањето на избирачкото место. Избирачкиот одбор ги сумира резултатите по следниот редослед. Резултати од изборот за градоначалник на општината. Резултати од изборот за членови на советот на општината. Резултати од изборот за градоначалник на градот Скопје. Резултати од изборот за членовите на советот на градот Скопје. Откако гласачкото место ќе биде затворено, избирачкиот одбор постапува на следниот начин. Порамнување на гласачките ливчиња. Избирачкиот одбор ги пребројува потписите и отпечатоците од прстот од гласачите во изводот на избирачкиот список. На овој начин се определуваат вкупниот број избирачи што гласале. Овој број се внесува во записникот образец број 16 во соодветната рубрика. Се пребројуваат неупотребените гласачки ливчиња. Овој број се внесува во записникот образец број 16 во соодветната рубрика. Бројот на употребените гласачки ливчиња мора да е еднаков со бројот на избирачите што гласале. На неупотребените гласачки ливчиња им се откинува долниот десен агол. Се ставаат во посебен плик што се затвара и се запечатува. Врз пликот се лепи налепница на која се запишува бројот на избирачкото место, вкупниот број на неупотребените ливчиња и сериските броеви на првото и на последното неупотребено гласачко ливче. Отварање на гласачките кутии. Пред отварањето, председателот на избирачкиот одбор проверува дали броевите на сигурносните пластични ленти на кутијата за гласање се истите со кои е запечатена гласачката кутија при отварањето на гласачкото место и кои се запишани во дневникот. Доколку броевите на лентите се совпаѓаат, тоа го внесува во дневникот и продолжува со отварање. Доколку броевите на лентите не се совпаѓаат, тоа го внесува во записникот, образец број 16 во соодветната рубрика. Затоа ја известува општинската изборна комисија и продолжува со постапката за сумирање и утврдување на резултатите. Председателот на избирачкиот одбор ја отвара гласачката кутија. Броење на гласовите. Откако ќе се отвори кутијата, со ждрепка се определува еден член од избирачкиот одбор кој едно по едно ќе ги вади гласачките ливчиња од кутијата и отворени ќе му ги предава на председателот на избирачкиот одбор. Председателот на избирачкиот одбор го покажува ливчето на сите присутни. Избирачкиот одбор утврдува дали гласачкото ливче е важечко, непотполнето или неважечко и за која листа на кандидати е гласано. За таа цел на работната маса се формираат соодветни купчиња на гласачки ливчиња. Гласачкото ливче се става во соодветното купче, свртено со лицето нагоре. Постапката се повторува се додека сите гласачки ливчиња не бидат извадени од гласачката кутија. Доколку во кутијата има непополнети гласачки ливчиња,
Избирачкиот одбор веднаш ги прецртува по целата должина и ги става во купчето со неважечки гласачки ливчиња. Сите неважечки гласачки ливчиња се ставаат во посебен плик на кој пишува неважечки ливчиња. Пополнување на записникот. Избирачкиот одбор составува записници за гласање, сумирање и утврдување на резултатите на единствени образец број 16Б за избор на градоначалник на општина и образец број 16В за избор на членови на советите на општините. Избирачкиот одбор на подрачјето на градот Скопје составува и образец број 16Г за избор на градоначалник на град Скопје и образец број 16Д за избор на членови на советот на град Скопје. Овие образци ги добивате со доверливиот изборен материјал. Тие се пропишани и потврдени со печат од Државната изборна комисија. Образците заедно со упатствата за нивно пополнување можете да ги најдете на интернет страницата на ДИК. Внимателно прочитајте ги упатствата пред да почнете со пополнување на записникот. Избирачкиот одбор добива само по еден примерок на оригинални образци број 16 со печат од Државната изборна комисија. Внимателно чувајте ги. Записникот го пополнува председателот на избирачкиот одбор, го потпишуваат сите членови на избирачкиот одбор и му се доставува лично на рака на председателот на општинската изборна комисија. Откако ќе ги потпише записниците број 16, избирачкиот одбор ги пополнува и ги потпишува карбонизираните копии од образците број 16 на секој овластен представник на подносител на листа на кандидати и на секој акредитиран наблюдувач што се наоѓа на гласачкото место. Избирачкиот одбор му дава по една карбонизирана копија од записниците. Го пополнува записникот за предавање на изборниот материјал. На видно место на објектот каде што е сместено гласачкото место, истакнува по една пополнета карбонизирана копија од табеларниот дел на секој од образците број 16. Пакување на гласачкиот материјал. Најпрвин почнете со пакување на материјалот од гласањето за избор на градоначалник на општина. Во прозирната пластична вреќа за транспорт на доверлив материјал, на која е ставена лепенка со името на општината, видот на изборите и бројот на гласачкото место се пакува. Запечатениот плик во кој претходно се ставени употребените гласачки ливчиња, важечки и неважечки гласачки ливчиња, запечатениот плик со неискористени гласачки ливчиња и кочанот од употребените гласачки ливчиња, запечатениот плик со изводот на избирачкиот список и дневникот за евиденција на настани. Продолжете со пакување на материјалот од гласањето за избор на членови на советот на општината. Во продзирната пластична вреќа за транспорт на доверлив материјал, на која е ставена лепенка со името на општината, видот на изборите и бројот на гласачкото место се пакува. Запечатениот плик во кој претходно се ставени употребените гласачки ливчиња, важечки и неважечки гласачки ливчиња, запечатениот плик со неискористени гласачки ливчиња и кочанот од употребените гласачки ливчиња. Во продзирната вреќа на која нема лепенка се пакува недоверливиот изборен материјал. Оригиналните записници од сумирањето на резултатите и записникот за предавање на изборниот материјал се доставуваат до Општинската изборна комисија во посебен плик и му се предаваат на председателот на Општинската изборна комисија. Опремата за биометриска идентификација на гласачите, начинот на предавање на опремата ќе се определи со посебно упатство и прирачник. УВ-ламбата и печатот со број на избирачкото место му се предаваат на рака на овластеното лице од Општинската изборна комисија. Гласачките кутии исто така се враќаат и се предаваат во Општинската изборна комисија. Изборниот материјал од гласањето до Општинската изборна комисија го доставува председателот во придружба на членовите на избирачкиот одбор и заинтересираните представници на подносителите на листите. Полицијата го обезбедува избирачкиот одбор при транспортирањето на материјалите до Општинската изборна комисија, ако избирачкиот одбор го побара тоа. Забрани на гласачкото место. Користење мобилен телефон или апарат за фотографирање на гласачкото ливче. Носење оружје на гласачкото место. Семејно или групно гласање и гласање во име на друг. Вашиот несебичен, професионален ангажман во работењето на избирачките одбори е неопходен за зацврстување на темелите на изборниот систем во Република Северна Македонија.
заснован на почитувањето на општото, еднакво, непосредно и тајно избирачко право.